поголем број на стари лица во вкупната популација, се продолжува животниот век на старите лица, меѓутоа и се намалува стапката на наталитетот и тоа придонесува старите лица да стануваат се побројна популација на глобално ниво во рамки на вкупното население. Што можеме да направиме за старите лица повеќе да ги интегрираме во општеството, како самата заедница би имала многу поголем број придобивки, но и што да направиме од аспект на индивидуалната грижа за активно старење на старите лица, затоа што многумина велат дека по пензионирањето и по престанувањето на работниот век се чувствуваат како веќе да не се корисни на заедницата, се соочуваат со осаменост и некои други психолошки притисоци, а во таа силна желба да им помагаат на другите и да се докажат дека се корисни, за жал многу често стануваат и злоупотребени од страна на своите најблиски, што за финансиска корист, што за тоа да обавуваат бесплатен работен труд во рамките на домаќинството или да се бават со одгледување на внуците. Од аспект на здравствената грижа и што се можеме да направиме за унапредување на медицинските услуги на старите лица, затоа што сите ние еден ден ќе станеме стари лица и треба да се грижиме за подобрување на условите за старите лица, ќе говори доктор Ленча Неловска, а од аспект на социјалната заштита и социјалната грижа, односно што сите можеме да направиме за да ги интегрираме старите лица повеќе во општеството и како да им го направиме полесно и поудобно и поубаво старењето, ќе говори Елена Андонова, координаторка при Црвен крст на град Скопје. Останете со нас во продолжение. И двете опции се точни. За стари се сметаат лицата кои што се над 65 години. До пред 10 години тоа беа над 60, меѓутоа се е поместено над 65 години. И тоа е тренд во светот. Демографската слика се менува, се повеќе има лица кои што се над 65 години, дури имаме и во некои држави многу висок процент на лица што се над 95 години. Што се сметат како најстари стари категорија, овие што се над 65 се джуниор стари, помлади стари, а овие над 90 се најстарите стари. Особено, значи, Америка, Западна Европа, Јапонија, значи, тој тренд на старење на популацијата е висок, односно, што значи тоа, се поголем дел од популацијата се лица кои што се над определена возраст. Глобално во светот имаме пад на наталитетот, на фертилитетот, намален е бројот на деца кои што се раѓаат годишно, со самата модернизација, со напредокот на здравството, на медицината, на индустријата, начинот на живот и сето тоа придонесува животниот век да се продолжи, со тоа самиот живот се продолжува, со тоа и бројот на лица кои што се постари расте. Овој тренд ќе продолжи и понатаму. Значи, Македонија е дел од Европа и овие трендови на старење се исто така и кај нас. Се повеќе имаме постара популација, се помалку, за жал, имаме раѓања на годишно ниво, така што овој тренд ќе расне и натаму и ќе имаме се повеќе и повеќе стари лица, доколку не се случат некои интервенции кои што ќе направат некаква промена. Она што во другиот дел на прашањето што го поставивте, дали се стари кој колку се чувствува стари така натаму, и тоа е точно, затоа што биолошката и физиолошката старост, хронолошката, односно, биолошката и хронолошката старост не се подразбираат или исклучуваат. Вие имате, сигурно сте сведоци, на лица кои што се на 80 години и се активни во смисла планинарат, се шетаат и така натаму, а имате лица кои што, за жал и млади, 30-50 години, кои што се неактивни, кои што се невклучени во секојдневниот живот, во поактивно, да кажам, во општествениот, не секојдневниот живот, сите го живееме, меѓутоа во општествениот живот. Така што таа хронолошка и биолошка старост не се нити подразбират, нити исклучуваат. И вие имате стари луѓе кои што се со дух на дете
и е многу убаво кога ќе се сретне некој таков. Така да точно е како се чувствуваш толку си, доколку физичкото здравје на човекот му дозволува, значи апсолутно ирелевантен е, да кажам, во определен степен тој дел колку е некој стар. Значи не е битно. Има една убава реченица која што ние во геријатрија и палијатива ја користиме. Не е важно колку се години на живот, важно е колку живот има во тие години. Така, во рамките на Црвениот крст на град Скопје, значи од 2011 година, веќе 14 години активно се имплементира социјалната услуга Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Имаме 3 дневни центри за активно старење. Едниот е кај што се наоѓаме во моментот во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас, во општинска организација Црвен крст Чаир и во општина Сарај. Во рамките на овие 3 дневни центри се имплементира месечна програма на активности, каде што секој први во месецот излегува месечната програма на активности, се подготвува од страна на социјални работници од дневните центри и корисниците доаѓаат и си ја земаат програмата, едноставно се вклучуваат во кои активности сакаат. Денеска имаме креативна работилница, каде што со почеток од 10 часот започнува креативната работилница, па се до 12 часот. Имаме исто така часови по танцување, кои што се имплементираат исто така во среда, со почеток од 13 часот до 14 часот имаме чиконг вежби, каде што тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата на лицата во трета доба, заедно со нашиот волонтер и тренер Роже Дуан Ван Хај, каде што тој е виетнамец, но едноставно е во трета доба и неговото слободно време сака да го поминува во дневниот центар, да волонтира и едноставно да ги покаже вештината, односно чиконг вежби. Исто така имаме многу едукативни предавања со врни доктори, адвокати, професори, каде што зависност од која тема сакаат нашите корисници да ја слушнат, ние наоѓаме дали професор, дали доктор, дали адвокат, едноставно се имплементираат тука предавањето. Исто така имаме и курсеви по англиски јазик, имаме многу шијачки работилници за плетење, сликарски работилници и секакви различни активности за промовирање на здраво и активно старење. Со самото старење не старее само лицето, нели? Ние го гледаме лицето, ја гледаме кожата, меѓутоа сето тоа што го гледаме на лицето и кожата како најголем орган и како огледало на здравието, сето тоа се случува и со сите органи. Значи, ние се раѓаме со определени капацитети, животни и функционални, кои што со текот на времето, зависно од животниот стил кој што го имаме, се трошат. И природно и нормално е дека во староста тие се намалени капацитети. И со самото тоа организмот станува поранлив и поподложен на различни фактори и голем број на болести, затоа се најчесто најмногу присутни кај постарата популација заради животниот стил и заради потрошеност, да кажам, на тие капацитети примарни кои што ги имаме. Така да точно е дека со староста поголем број од болестите се очекувани, еве да кажам, не се подразбираат, меѓутоа се очекувани. Дефинитивно, апсолутно, лицата во трета доба сакаат да се вклучуваат во ваков вид на активности. Затоа и постоиме веќе 14 години, каде што навистина како Црвен крст на град Скопје сме горди за оваа програма. Искрено, веќе се рушат стереотипите дека по завршувањето односно заминувањето во пензија, веќе тука животот застанува и треба старите лица да седат дома. Не, апсолутно. Значи, тие стануваат продуктивни, тие сакаат да волонтираат, тие си наши волонтери тука заради тоа што имаме хуманитарни базари, каде што може позади штандовите да ги видите нашите корисници, лицата во трета доба, каде што сите рачни изработки што се подготвуваат тука, значи тие се продаваат на хуманитарни базари и тие тука стануваат волонтери. Така да дефинитивно се руши тој стереотип според оваа програма. Лицата во трета доба апсолутно и после значи од заминувањето во пензија сакаат да бидат продуктивни и активни и навистина ние сме горди заради тоа. Колку пати сте слушнале фразата дека староста не е само состојба на телото, таа е состојба и на умот и на духот, и тоа дефинитивно е така затоа што има луѓе кои што се во и поодмината возраст, меѓутоа кои што го почитуваат принципот на активно старење, се занимаваат со спорт, се корисни за заедницата
изработуваат разни предмети, дури и по пензионирањето, имаат собствен начин да заработуваат и предонесуваат во семејниот буџет и на најразновидни и креативни начини се вклучуваат за помагање и ситуирање на своето семејство. Од друга страна има и некои лица кои што староста многу тешко ја поднесуваат затоа што се соочуваат или со загуба на брачен партнер или со осаменост, сметаат дека повеќе нема што да дадат за општеството, дека не се корисни или напротив се трудат да направат мал милион корисни работи за другите, што другите тоа го злоупотребуваат и веќе тоа влегува во рамки на насилство врз старите лица, пред се тука мислам на финансиските злоупотреби. Сите тие социјални аспекти до некаде кореспондираат и со состојбата во медицината, која што според доктор Ленче Неловска треба да биде многу поунапредена кога станува збор за старите лица и токму старите лица како категорија на пациенти да бидат во фокусот на развојот на политиките за нивна заштита, меѓутоа и на здравствените работници, затоа што староста е нешто што е неизбежно и сите не чека и треба да се ставиме во чевлите на другите и во нивната кожа, се со цел да поработиме малку по-одговорно и совесно на подобрување на сите услови на старење и обезбедување една достоинствена старост. Прво, тоа е биолошки процес кој што не може да се запре. Тоа од старт да се разбереме, сите се раѓаме, раснеме, старееме и ќе умреме еден ден. Поентата е во тоа да се задржи квалитетот на живот. Значи, сега во глобално во општеството присутно е старењето, естетиката, убавината, нели да се задржи, меѓутоа и тоа не е суштината. Суштината е да се задржи квалитетот на живот на еден човек.
да се забави процесот на старење, просто ако животот е исполнет со убави и позитивни нешта. Значи, ако вие имате позитивна енергија, да кажам, не го сакам тој збор, меѓутоа користат сите, меѓутоа ако имате радост во животот, ако сте повеќе радосни отколку нервозни и лути, на тој начин си го разабавувате животот, а тоа индиректно влијае на здравието. Значи, не за џабе се вели дека многу болести се стресогени, поврзани со стрес, со напнатост, со лошо расположение и така натаму. На другата страна е доброто расположение и радоста. Значи, тоа го поттикнува, го зајакнува имуниот систем на организмот просто и ве прави поотпорни на болести. Наједноставен начин да човек се чувствува добро е, ако нели кажем, здраво живее. Што е здраво? Сите знаеме тоа, преплавени сме нели постојано со информации за здрава храна, за здрав начин на живот. Меѓутоа, вие да прашате еден човек кој што нели секојдневно трча, да кажам, ќе ви каже дека откако ќе истрча таа трака која што му е за денес замислена, дека се чувствува одлично и дека не може да замисли да живее ако не ја истрча таа трака. Меѓутоа, ние сме некако конформисти многу генерално, живееме во една комфорт зона, навики кои што не сакаме да ги промениме и сакаме така се со магично стапче да дојде, само крема една да ставиме и да бидеме веднаш млади. Значи, тоа е невозможно. Треба да се потрудиме околу нашиот животен стил и што сакаме, за да можеме да постигнеме да се тие процеси да речам да се успорат, да го задржиме квалитетот на живот. Повторно ќе задржам на тоа. Значи, најважно е да се задржи квалитетот на живот, човек да биде функционален максимум колку што може во сите аспекти на живеењето. Сега не може маратонец да биде, нели, ретки се на 80 години што ќе бидат маратонци, меѓутоа прошетка до водно, до матка, значи да биде една рутина, да не биде дека јас не знам сум стар, седам и сега ништо ќе седиш на едно место и ќе гледаш турски серии или не знам. Значи, се колку повеќе има активност, ангажмани, вклученост во секојдневниот живот. Значи, има интересна работа пред 10 години бев во Холандија во еден Алцхаймер центар, за да се успори болеста кај овие пациенти кои што се веќе со Алцхаймер. Значи, дел од терапијата им е кујна, готвење. Значи, мирисите, храната, сето она што предизвикува убави чувства кај човек, е нешто кое што го стимулира за подолго да биде здрав, присутен и така. Така да, се она што ви прави задоволства и мали задоволства е пожелно, нели, за да биде исполнет животот со тие мали секојдневни задоволства и на тој начин да се повеќе подолго време одржуваме функционални. И тоа е најважно. Значи, млади или не знам какви, битно е да бидеме функционални, ефикасни, енергични и така. А во однос на ова другиот дел што ме прашате за конференцијата, задоволство ми е да најавам, еве за прв пат кај вас така се погоди, дека оваа година специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември имаме јубилеј, 67 години од формирање на институцијата. И за прв пат оваа година решивме да организираме прва научна конференција со меѓународно учество за геријатриска и палијативна медицина, на која што имаме 6 предавачи странци кои што се во областа на геријатријата и палијативата, и останатиот дел околу 20 на вкупно се предавачи, дел од нашата институција, дел од клиниките од Македонија, значи. И исто така имаме планирано предавањата и сето тоа се доктори, меѓутоа имаме планирано и еден панел за здравствените соработници, медицинските сестри, социјални работници, психолози, физиотерапевти кои што се неизоставен дел од тимот во третманот на овие наши пациенти. Така што ова ќе биде прва и се надевам дека секоја следна година ќе имаме, нели, нова годишна конференција, затоа што сметам дека во Македонија
за жал и меѓу здравствените работници, а не за општа популација да зборам, свеста, нивото на свеста за староста и старењето и за палијативата и потребите на палијативните пациенти не е на задоволително ниво и затоа ние како единствена специјализирана институција за оваа категорија ја организираме оваа конференција пред се за здравствените работници, меѓутоа и за decision makerите, оние кои што носат одлуки. Затоа на првиот ден на конференцијата ќе имаме еден многу убав панел, учесниците ќе бидат луѓе кои што носат одлуки во нашето општество, за да можеме да направиме такви придвижувања, за да можеме да излеземе во пресрет на потребите на пациентите од гериатриската и палијативната популација, затоа што, како што почнавме на почетокот, демографијата е немилосрдна, бројот на лица со возраст над 65 години ќе биде се поголем, а кога е бројот поголем, ќе биде поголем и бројот на лица со потреба за згрижување. Точно заради тоа сметам дека ние сме критичната генерација која што мора да создаде инфраструктура и услови, затоа што додека трепнеш, ние ќе бидеме тие на кои што ќе им биде потребна грижа. Така што наша должност е сега да создадеме услови за да кога ќе дојдеме ние на ред, има каде и адекватно да бидеме згрижени. Така што еве покана за вашата куќа да присуствувате на конференцијата и да посведочите, нели, на оваа наша идеја. Дефинитивно треба да се стави акцент на лицата во трета доба, заради тоа што јас како што викам, едно старо лице е една книга на мудрости. Значи има тие многу богато искуство и ние младите можеме многу да научиме од нив. Значи со самото искуство, со самата нивна вештина што ја носат во себе, едноставно ние можеме да научиме многу работи. Дефинитивно сметам дека треба да се отворат повеќе вакви програми, не само во Скопје, во цела Македонија, треба да се отворат вакви програми, вакви социјални услуги за промовирање на здравото и активно старење, заради тоа што осаменоста е една многу тивка, но многу битна тема, заради тоа што лицата во трета доба, ако се затворат дома, значи тие остануваат осамени. Знаеме во денешно време брзото темпо на живот, за жал загуба на брачен партнер, заминувањето на децата од државата, така да тие остануваат дома и едноставно се осамени. Затоа е многу битно да се отвараат вакви социјални услуги за промовирање на здравото и активно старење и сметам дека ние младите треба да бидеме поттик и едноставно да го кренеме гласот буквално за и да видат и другите дека можат едноставно старите лица да бидат продуктивни во ова општество. Благодарам на вас. Фразите стара сум за учење или стар сум за нови животни одлуки, веќе ми е доцна да направам некаква промена, се чест дел од нашето секојдневно комуницирање, меѓутоа староста секогаш е субјективна и она што ние денеска во оваа емисија сакаме да ви го порачаме, а тоа е дека човек треба да биде активен и да го користи секој ден и секоја можност, без разлика на годините и состојбата во која што се наоѓа, да може да направи нешто и за другите, но пред се да направи нешто и за себе. Јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!